Почитувани, граѓаните на цело Скопје се соочени со еколошка катастрофа. Во текот на вчерашниот ден беше невозможно да се дише во кисела вода Лисиче и делови од аеродром. Никој не знае какви последици ќе остави хаваријата во Охис по здравјето на граѓаните. Жителите на кисела вода, барем оние кои имаа каде да заминат, ги напуштија своите домови. Отидоа кај роднини или пријатели само да се заштитат себе си и своите најблиски. Човекот кој не пропушта шанса да се фотографира и појави пред медиумите, Зоран Заев, го нема никаде. Тој е најодговорен за еколошката катастрофа, која што вчера му се случи на Скопје со оглед на фактот што чистењето на просторот во Охис е под надлежност на владата. Додека граѓаните беа во паника, никаде го немаше ниту Макрадули, ниту градоначалникот на општина Кисела вода Филип Темелковски. Што ли треба да се случи за некој од власта да понесе одговорност? Време е власта да се соочи со последиците од неспособноста. Јавноста мора да добие одговор. Дали фирмата која е овластена да го менаџира токсичниот отпад има лиценца за управување со токсичен отпад и отрови? Доколку нема, дали воопшто некој од власта и вршил контрола? Одговор мора да има и на прашањето дали стечајниот управник и судијата подпишале договор уште во февруари за дислокација на дел од опасните супстанции, како што се течниот хлор и метилакрилат, но досега ништо не е превземено, иако парите се исплатени. Дали во владата се свесни дека доколку се случи хаварија со само еден канистер со 30 литри хлор истечен, ќе треба да се евакуира цело Скопје, а целата количина од 15 тони може да контаминира 1/3 од Македонија. Човечки животи се во прашање. Во прашање е здравјето на граѓаните, одговорност мора да има. Вие што ќе превземете, ќе го барате? Ние како совет на општина Кисела вода, нашата советничка група и коалиционите партнери, уште вчера кога најавите на медиумите видовме што се случува во нашата општина, побаравме во уредна седница, но тоа не ни беше овозможено, значи остана глуви на нашето барање. Ние сакаме како советничка група да бидеме информирани за она што се случува во нашата општина и имаат право жителите на општината, а воедно и на околната општина Аеродром, бидејќи и таму се почувствува непријатниот мирис, да знаат што се случува кај нив и какви опасности има и воедно ако треба и некои безбедносни мерки за населението да се евакуира.